Почитувани граѓани и граѓанки, почитувани новинари, деновиве нашите најголеми борци се луѓето кои на терен преземаат надчовечки напори во борбата со бројните пожари и за својата посветеност истите ќе бидат наградени со соодветни финансиски надоместоци согласно законите и колективните договори. Благодарни сме им на пожарникарите, но и на војниците, полицајците, доброволците, институциите и на сите оние кои прават се да се изборат со овој нов, многу сериозен предизвик. Како благодарност за пожртвуваноста и посветеноста, владата донесе одлука за доделување парична награда од по 10.000 денари за вкупно 300 лица, од кои најголемиот број се пожарникари. Дополнително, градот Скопје и повеќе општини низ државата ќе им доделат парични награди од по 10.000 денари на 194 пожарникари, кои што се дел од трите екипи што учествуваат во гаснењето на пожарите низ државата. Имаме систем кој функционира, а како држава уживаме меѓународен углед, имаме пријатели и во регионот, и во Европа, кои ни помагаат и солидарноста ја покажуваат на дело. Поим што е непознат за Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН. Во изминатите 4 години континуирано работиме на подобрување на социоекономската положба на пожарникарите, безбедноста и здравјето на нивните работни места, на зголемување на капацитетите, набавка на нова опрема. Од декември 2020 година платите на пожарникарите во Скопје, Валандово, Делчево, Неготино, но и во многу други градови се зголемени за околу 20%. Во просек, основната плата на пожарникарите е зголемена за 4.500 до 6.000 денари. Новиот правилник за пресметка на платите на пожарникарите во град Скопје гарантира повисоки приходи и ја исправи неправдата што Коце Трајановски и ВМРО ДПМН им ја нанесоа во годините кога спомениците им беа поважни од човечкиот капитал. Противпожарна единица Берово, која е една од најпогодените деновиве, токму пред 2 месеца доби 4 нови противпожарни возила, како и опрема за пожарникарите. Неодамна, за прв пат во земјава е набавено специјално противпожарно возило со скала, што, за жал, беше критикувано и проблематизирано од неодговорната ВМРО ДПМН. Секако свесни сме дека има уште многу работа, дека има недостиг на пожарникари и возила и работиме на промена на состојбите. Со новиот закон за пожарникарството, социјалните партнери, синдикатите, владата и локалните самоуправи заеднички ќе креираат решенија што ќе значат уште подобра социоекономска положба на пожарникарите. Со помош на пожарникарите, војниците, полицајците и доброволците и со поддршка од нашите сојузници, ќе се избориме со бројните пожари во државата. Потоа, ќе се посветиме на санирањето на последиците, покривањето на штетите, пошумувањето, но и на отстранувањето на системските проблеми кои се појавуваат во вакви случаи. Почитувани, пожарите ќе се изгаснат, но не и безсрамните обиди за профитирање и политички поени при вакви несреќи од страна на Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН. Останува фактот дека со парите што ги фрлија на само еден објект од Скопје 2014 како Триумфалната порта, можеа да се набават нови возила и нова опрема за сите пожарникари. Уште еднаш се покажа разликата, а тоа допрва ќе се види. Луѓето се најсилниот капитал на нашето општество. Благодарам.